Камен темелник за изградба на бункер за поставување нов најсовремен линеарен акцелератор е поставен денеска во дворот на градската општа болница 8 септември. Инвестицијата е вредна околу 50 милиони денари само за изградба на бункерот, односно над 2 милиони евра, вклучувајќи го и акцелераторот. Акцелераторот е веќе набавен. Технологијата на работа налага прво да се набави акцелератор, да се знае каков е акцелераторот, потоа врз основа на тоа се прави посебен елаборат и потоа се почнува проектирање. И така е обратна, да речеме, целата процедура, но така налага технологијата на работа. Очекуваме 8 до 9 месеци да трае градбата и потоа да се монтира акцелераторот, пошто почнува период на така наречено комисионирање, во кое што треба да се направат сите потребни подготовки согласно протоколите кои што ги налагаат за да се отпочне со работа и се добие дозвола од страна на Агенцијата за радиациона сигурност. Тодоров појасни дека станува збор за најсовремена градба, со бункер чии зидови се дебели 2,60 метри, односно по сите стандарди, и се очекува проектот да биде оперативен за година и пол од сега, пошто ќе почне да се даваат услуги на пациентите. Тука идејата е овие акцелератори сите бидат поврзани со комплексот клиники Мајка Тереза и овој овдека во 8 септември и во Битола и во Штип. И целата зрачна терапија или плановите да се прават на едно место. Односно се контролираат од едно место, со што сериозно ќе се подигне нивото на квалитет и ќе се следат исти протоколи во целата држава, што е многу значајно. И на тој начин очекуваме и да се сериозно подигне нивото на квалитет на здравствените услуги во овој сегмент. Инаку, во делот на зрачната терапија имаме направено значајни чекори до сега. Лидерот на ВМРО ДПМН кој присуствуваше на официјалниот почеток на работите, истакна дека очекува акцелераторот да почне да функционира во втората половина на 2018 година. Практично тоа беше и дел од нашите ветувања дека освен во комплексот клиники Мајка Тереза, каде што во моментот има 3 акцелератори, ќе бидат набавени и изградени бункери за нивно сместување во клиничката болница во Штип, во клиничката болница во Битова и во клиничката болница во Скопје 8 септември. И токму денеска практично започна градбата на овој во 8 септември. Така што ќе биде од значење многу за пациентите кои што ќе имаат потреба да доаѓаат тука. Дополнително ќе се растерети целата ситуација, кој во моментот нема некоја долга листа на чекање. Листата на чекање е многу кратка, 3 дена, за разлика од 2005 например, кога била по повеќе месеци. Сега е веќе 3 дена и тоа не се ни смета дека има листа на чекање. Меѓутоа сепак ќе биде добро затоа што во одредени моменти доаѓа до дефекти, заради кои што се поправки се потребни некојаш 1 или повеќе месеци, и од тој аспект ќе има и растеретување на комплексот клиники Мајка Тереза. Времето на чекање за зрачна терапија сега е 3 дена, период кој е потребен да се направи план за еден пациент. Комплекс клиники Мајка Тереза, колку има вакви апарати? 3 или 2? Да, 3. Ова е четврто. Да. И 2 се нови квалитетни. Третиот е послаб, овој е четврти ултраквалитетен. Овој е ултраквалитетен врв. И Битола и Штип се исто така нови. Така да нареден период со овој, со Битола и Штип, во наредни 7-8 години ќе бидеме на топ ниво подготвени за овој сегмент. И тоа е многу значајно, јас се сеќавам. Ова на еден кат ќе биде предпоставка. На еден кат, да, на нивото на терен. 2005 година. 9 месеци беше време на чекање за зрачна терапија. Во еден период до една година, а во еден период воопшто немаше ниту еден акцелератор во државата. Па луѓето болни од малигни заболувања одеа во Грчка или во Белград или во Софија и тоа тие што има пари, пошто тоа кошта. Ако не ти го плаќа фондот, кошта. И сега време на чекање е 3 дена. Сега нема време на чекање. Добро сме организирани, но мораме да го шириме капацитетот заради ова што го кажам. Во меѓувреме ќе биде извршена обука на физичарот кој веќе е вработен, а ќе се изврши и обука на технолози кои ќе работат на акцелераторот. Ќе се работи и на подготовки за основање на онколошко оделение во болницата 8 септември.